И она што на некој му се чини јасно, очигледно на други им е нејасно и многу луѓе прашуваат што значи демократска фракција. Затоа што ВМРО ДПМН како партија има многу ригиден, затворен и одамна непроменет статут, кој што партијата ја затвора и ја прави недемократска, ја прави со затворени институции, ја прави недопирлива. Јас би рекол на некој начин коза ностра. Значи, една структура која што е затворена сама и одлучува сама за себе. Врвот си го бира, ја бира подлогата и на тој начин може да ги избере тие што пак повторно го бираат врвот. Тоа беше проблем со конгресите на ВМРО, особено изразен проблем на последниот конгрес во Валандово, кој што беше наместен. Значи, поради таквиот начин на затвореност во работата, органите не се проверливи, значи не може да се провери кој како допринесува, нема мерит систем, значи не се наградуваат луѓе по своето знаење, по својата вештина и по докажани квалитети, туку се наградуваат по своја послушност, веднење глава и аплодирање на лидерот. Затоа ние сметаме дека како демократска фракција треба да дојде до сериозни, темелни и далекосежни промени во статутот и да се овозможи лидерот на оваа голема партија, нашата партија ВМРО ДПМН, да се бира непосредно од страна на членството. Такви примери има многу, меѓутоа таквите примери би го отвориле базарот, маркетот, понудата за повеќе кандидати и тука би можеле да се покажуваат, односно да се докажат луѓето по своите квалитети и по својот бекграунд и ако сакате и по својата едукација. Но тоа за сега не е можно и ние затоа се повлековме во демократска фракција. Ние сме дел од ВМРО. Се разбира, ако се определи Мицковски да не исклучи, нека не исклучи. Тие манипулираат со една флоскула дека не сме ажурирани. Секој лидер, односно секој во последниве години и конгреси, буквално го злоупотребуваше ажурирањето на членството, да ги ажурира тие што му се допаѓаат или да ги избреше тие што не му се допаѓаат. Јас сметам дека во една модерна, десничарска и голема партија како што е ВМРО, нема потреба луѓето да се ажурираат, се знае кој е член, кој не е член. Јас во мојот джеп ја носам мојата членска книжка, која што датира од 1993 година. И мислам дека е во најмала рака невкусно и некултурно да Мицковски кој што дојде пред неколку години во партијата, преку неговите гавази, односно преку џавкачите и плукачите кои што се околу него, кои што му се додворуваат за да напредуваат, да ме прогласуваат за член или за не член. Тоа не може да биде право на некој кој што ќе си го земе лично, тоа мора да извира од статутот. Затоа ние како фракција се залагаме да се демократизира партијата и конечно да заличи на едно уредено општество, односно уредена структура која што ќе ги привлече луѓето и ќе им даде сигурност дека партијата на тој начин може да ја среди и државата. Ако државата тоне во хаос, вие барате излез. Излезот може да го понуди само организирана структура која што има принципи кои што се непроменливи и не зависат од расположението на тој што ја води партијата. Демократска фракција е една од 30 организации кои што го подпиша меморандумот за стратегиска соработка за бојкот на референдумот. Зошто сметате дека е потребно да се бојкотира референдумот? Пред неколку дена подпиша уште 30 организации, сега се веќе 60. Добра вест е што дојдоа со своје властување представници на 20 организации од Австралија. Подпиша и Бојда, значи македонците муслимани, подпиша една српска организација. Значи фронтот е отворен. Јас се надевам дека до 30 септември ќе видат над 100 организации кои што го поддржуваат бојкотот. Многу е просто. Бојкотот е единствено можно решение на овој небулозен референдум. Референдумот ја укинува државата, ќе ги укине нашите посебности, ќе го смени нашето име и претендира да го промени уставот, со што е загрозен нашиот идентитет и е нејасна иднината. Ако сакате, за да се произнесе нашиот граѓанин, македонецот, дали е за ЕУ, дали е за НАТО и дали е за договорот со Грција за промена на името, треба да се организираат најмалку 3 референдуми. Затоа што едно е НАТО, кој што е воена организација, едно е ЕУ, кој што е економска структура и едно е договорот со Грција и тие се посебни, не можете вие да ги ставите во едно. Башка од озгора на се, во референдумот никаде не стои дека името ќе се промени во Северна Македонија. Коректното прашање на кое што граѓаните би требале да се произнесат, дали сте за промена на името на Македонија и да се викаме Северна Македонија. И тука ќе го добиеме најточниот одговор како размислуваат граѓаните. Од друга страна, некој може би сака да сме член во НАТО, а не во ЕУ. Некој може сака да сме не е милитантен, сака да сме членови во ЕУ, а да не сме во НАТО. Некој може би сака да сме членка и на НАТО и на ЕУ, но да не се договориме со Грција. Значи се создава една забуна, еден конфликт кој што граѓаните не може да го разрешат со одговарање на ова прашање. И затоа треба да се бојкотира ова прашање. И јас мислам дека со пропаѓањето на референдумот ќе имаме една прво политичко тресење, би требало да падне владата и би требало да се оди на брзи предвремени избори
во кои што предвремени избори, ако се коректни партиите, кои што се залагаат за промена на името, еве на пример Социјалдемократскиот сојуз, би требало да си го променат своето име пред изборите во Социјалдемократски сојуз на Северна Македонија. Партијата на Љубе Бошковски да си го смени името во Обединети за Северна Македонија. Така ќе ја пратат пораката дека тие навистина се за Северна Македонија до своето членство, своите поддржувачи и тие на избори ќе видиме колку гласови ќе им дадат. А ВМРО ДПМНЕ со Мицковски, ако е за Северна Македонија, исто така треба да се смени името во внатрешна Северно-македонска револуционерна организација. Јас не сум за тоа. Сметам дека не треба да се смени името. Ние можевме на друг начин да реагираме низ овие години и требаше да бараме алијанси, да бараме сојузи на Балкан, да бараме начин да се зближуваме со некои држави, дали е тоа Србија, дали е тоа Бугарија, дали е тоа Грција, требаше да се развиваат работите на друг начин. На овој начин со понижување, каде што да речеме Меркел, Столтерберг и другите ни велат патот ви е преку Атина, но не е загарантирано. Никаде не стои дека ако ние го сменим името во Северна Македонија, веднаш ќе влеземе во НАТО и во ЕУ. Со ЕУ немаме започнати ниту преговори. Преговорите ќе траат по мое видување, а еве добро е што веќе овие емисии остануваат и како историско сведоштво, минимум 10 години. Ако започнат. Од друга страна, нејасно е иднината на Европската унија за 10 години. Веќе Британија ја напушти, има големи трзавици во Европска унија, тоа е поле на моја експертиза. Јас предавам меѓународни организации и право. Значи, не е јасно што ќе се случи во овие 10 години. Исто така, генералниот секретар на НАТО кој што сега ни доаѓа тука на нас, исто самиот најавува дека не е јасна иднината на НАТО. Према тоа, ние не можеме да ја поврзуваме промената на уставното име, на нашето историско и вековно име, со членство во овие организации. Со нив требаше се преговара на друг начин, со грците на друг начин и да се одвојат овие прашања и се разбира пред да се доаѓа до вакви небулозни прашања за на референдум, требаше да се направи широка јавна дебата со инволвирање на интелигенцијата македонска, можеби и меѓудржавни дебати кои што ќе понудат варијанти и кои што ќе го осетат пулсот на народот. Вие не можете да го понижите народот и од него да барате да е пронато ЕУ. Ваквото малтретирање, тормозење на граѓаните доведе до развој на анти-НАТО сентимент кај македонците. Тој не беше таков пред 10 години, сега е веќе изразено, па мораат да прават лажни овие истражувања на мислењето да кажуваат дека не знам 60% се луѓето и така натаму. Тоа воопшто не е точно. Ако направите издржано и од независна агенција истражување, ќе видите дека не е ни 50% про-НАТО поддршката. Така што наместо да се работи на тоа да се објаснуваат овие феномени и нашите потреби да се градат демократски, ние сакаме на сила да прогураме нешто и нормално е да се јават вакви реакции. Доколку не се почитува сентиментот, мислењето на народот, тоа ќе доведе до понатамошно цепање, делење на општеството, ќе доведе до групи кои што ќе мислат дека се победници и поголеми групи кои што ќе мислат дека се поразени. Ќе се направи цепање понатамошно меѓу македонците и албанците. Албанците кои што се представуваат за ексклузивни НАТО партнери во државата ќе бидат триумфално расположени. Се разбира преку НАТО тие гледаат еден друг пробив, една друга магистрала, обединување на албанските територии, што е посебно дополнителен проблем за Македонија како држава, но и македонците како народ. Така што ова брзање, ова гурање на ова прашање создава многу повеќе проблеми отколку што решава проблеми. Во меѓувреме